Поздрав од училница. Јас сум Гордана Икономовска, оделенски наставник од Основното училиште Круме Кепески, Скопје. Ќе изработиме содржина по предметот математика за прво оделение. Со една медена приказна ќе научиме за споредување броеви. Кој број е помал? Треба да научиш да препознаеш помал број од поголем. Да разликуваш за колку е помал бројот помеѓу кои броеви се наоѓа во бројната низа. Ајде прво да броиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Секако дека знаевте да изброите до 10. Можеби знаете и повеќе. Но што забележуваме покрај тегличките? Забележуваме до секоја бројка стојат онолку пчелки колку што и покажува. До 1 стои една пчелка, до 2 2 пчелки, до 3 3 пчелки. И што забележуваме друго? Како што растат броевите, така се зголемува и тегличката со мед. И се така до бројот 10. Се зголемува за по една пчелка. Кај 4 додаваме уште една пчелка, кај 5 уште една и се така по ред. Значи, секој број расте за по еден. Или, ако гледаме од 10, се намалува за по една пчелка. Например, кај 9 има 9 пчелки. Кај бројот 8 има 8 пчелки. И така со ред надолу. Ајде сега да бараме помал број. Еве една пчеларничка куќа каде што има 2 пчелки. Од другава страна има една пчелка. Кој е помал број? Помал е бројот 1. Каде му е местото во бројната низа? Тој е прв во бројната низа. Најнапред е од сите. Се наоѓа пред бројот 2. А за колку е помал од бројот 2? Помал е за 1. Прекрасна зелена ливада. Разлетани пчелки собираат полен. Колку се? 3. Така е. А во воздухот уште неколку вредници. Точно, 4 се. Кој од овие два броја е помал? Помал е бројот 3. За една пчелка помалку. Каде се наоѓа бројот 3 во бројната низа? Бројот 3 во бројната низа се наоѓа помеѓу броевите 2 и 4. Од 2 е поголем за 1,
a od 4 е помал за 1. Овдека имаме две кутички за собирање на мед, два пчеларника. Ајде да изброиме колку пчелки има покрај нив. Така е, тука има 5 пчелки. А околу розевиот цвет, ајде да изброиме. Така е, има 6 пчелки. Кој е помал број? Помал е бројот 5. За колку е помал бројот 5 од бројот 6? За 1. Така е. Каде се наоѓа во бројната низа? Во бројната низа гледаме дека се наоѓа помеѓу 4 и 6. Едно развеселено пчелино друштво. Колку ги има на број? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А на цветната гранка има, ајде да изброиме, колку? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Така е. Кој е помал број? 7 или 9? Помал е бројот 7. Каде се наоѓа во бројната низа? Бројот 7 се наоѓа помеѓу броевите 6 и 8. Но дали бројот 7 е за едно помалку од 9? Погледнете. Од 7 до 9 можеме да изброиме две места. Значи, 7 е за 2 помал од 9. Бројот 7 знаеме дека е помал од бројот 9. Но, кој број се наоѓа меѓу 7 и 9? Ајде да изброиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значи, бројот 8 се наоѓа помеѓу броевите 7 и 9. А каде се наоѓа во бројната низа? Еве го. Значи, 8 е за 1 поголем од бројот 7, а за еден број е помал од бројот 9. Еве ги повторно 5 вредни пчели. Аха, а од другава 7. Помал е бројот 5. Каде се наоѓа во бројната низа? Помеѓу броевите 4 и 6. 5 е за 1 помалку од 6, а за 1 е повеќе или поголем од бројот 4. Но за колку е помал од бројот 7? Ајде да изброиме колку места има. Од 6, 7, значи 2 места дури да стасаме до бројот 7. Бројот 5 е помал од бројот 7. Но кој број се наоѓа меѓу 5 и 7? Еве го розевиот цвет
Со 6 сте вредни пчелички. Бројот 6 се наоѓа помеѓу 5 и 7. Еве го и во бројната низа. Заедно е поголем од 5, а заедно е помал од 7. И сега да повежбаме малку за сето она што досега го обработувавме како ново. Во задача 1 треба да најдеме кој број е помал. Помал број е. Имаме липчиња 5, цветчиња 2. Помал број е бројот 2. Имаме 4 пауни и 3 папагалчиња. Помал број е 3. Следна задача треба да пронајдеме кој број е меѓу броевите. Имаме звездички 3, а срценца 5. Кој број се наоѓа помеѓу броевите 3 и 5? Ајде да погледнеме на бројната низа. Така е. Бројот 4 се наоѓа помеѓу броевите 3 и 5. Пиленца имаме. Така е 6. А жабчиња 4. Кој број се наоѓа помеѓу броевите 6 и 4? Ајде да погледнеме во бројната низа. Тоа е бројот 5. Самостојна активност. Кој број е помал? Досега работевме заеднички. Обработувавме нови знаења и малку повежбавме. Сега е на ред да се провериш сам. Имаме прикажано неколку врапчиња. Треба да се направи споредба на горниот дел од сликата со долниот дел од сликата. Горе, во квадратчето кое што е празно, треба да се запише колку птици има во горниот дел од сликата, а во долното делче кое што е празно, треба да се запише колку птици има во долниот дел. Откако добро ќе ги изброиш, ќе направиш споредба. Кој број е помал? И одговори. Иста таква задача имаш и со малите пајчиња. Во горниот дел да изброиш колку пајчиња има, а колку има во долниот и да кажеш кој број е помал. Убаво ќе биде ако ги нацрташ и во својата тетрадка и сето тоа да го запишеш. Понатаму имаш да броиш чашки со сок, како и торти. Биди вреден и работи во својата тетрадка. Уште една самостојна активност. Да откриеш кој број е меѓу броевите. Ке споредуваш број на цветови од горниот дел со број на цветови во долниот дел на сликата. Откако ќе запишеш колку си изброил, тогаш кажи кој број се наоѓа помеѓу тие што ќе ги откриеш. И уште една задача. Помеѓу кои броеви се наоѓа бројот 8? Имаш еден празен квадрат, а во него со цртеж
да представиш помеѓу кои броеви се наоѓа бројот 8. Ти посакувам успешна работа, биди исполнителен и вреден. Самостојно работи. Довидување!